рекламите се враќаме во вестите на Ирис телевизија. 30-дневен притвор за 75 годишен педофил од Македонска Каменица. Овчарот кој минатата година бил најмен за чување на стадото овци, на работодавците им ја облюбил 12 годишната кирка. Му дале работа, а тој им возвратил со облюба на нивната малолетна керка. Повеќе од една година со оваа мрачна тајна живеело 12 годишното девојче од Пехчевското село Умлене. 75 годишниот овчар од Македонска Каменица минатата година бил најмен од родителите на девојчето да се грижи за стадото овци. Родителите ни не предпоставувале со каков кошмар се соочува нивното дете, додека тие не биле дома. Имено во јуни и јули минатата година, во домот на работодавецот, педофилот сексуално се изживувал врз девојчето. Своите монструмски испади овчарот ги правел кога девојчето било само дома. Ја допирал и го покажувал половиот орган, а вршел и други физички контакти врз безпомошното дете. Не можејќи повеќе да издржи, девојчето деновиве собрало храброст и на родителите им ја открила тајната со која живеела речиси една година. Откако случајот го пријавиле во полиција, судијата во претходна постапка од Кочанскиот основен суд му одредил мерка притвор во траење од 30 дена. Ова не е прв случај на педофил од Македонска Каменица. На почетокот од минатата година беше уапсен 73 годишен старец, кој фотографирајќи голи деца, си ги задоволувал своите педофилски страсти. Откако завршија предвремените парламентарни избори, партиите нема да запрат со кампања. Напролет Македонија чекаат локалните избори. Граѓаните ќе бираат нови локални совети и градоначалници. Според Државната изборна комисија, официјално во третата изборна единица претеничките мандати се 11 за ВМРО-ДПМН и 9 за СДСМ. Кандидатите за претеници во третата изборна единица ветуваа нови патишта, проекти за градовите од сите сфери, нови фабрики, нови работни места. Колку од овие ветувања ќе станат реални, ќе види народот во своите градови и во отчетите на партиите. ВМРО-ДПМН со најмногу претенички мандати ќе има можност да ја формира новата влада. Откако завршија предвремените парламентарни избори, партиите треба по нова година да се насочат и кон подготовки за локалните избори, кои ќе се случат напролет 2017 година. Граѓаните ќе ги бираат новите локални совети и градоначалници. Партиите во текот на наредните месеци ќе бидат на терен, со цел да ги бараат новите проекти за граѓаните од Брегалничкиот регион. Барањата на граѓаните ќе ги преточат во проекти, со кои ќе им ги ветуваат во новите програми. Паркот во Пробиштип добива нов современ изглед. Во активностите за урбано уредување се вклучени екипите на јавното комунално предпријатие Никола Карев. Јавното комунално предпријатие Никола Карев во Пробиштип реализира заеднички проектни активности со локалната самоуправа. Во овој период е актуелно до уредувањето на просторот кај градскиот парк. Во овој момент актуелно е до уредувањето, односно завршувањето на активностите околу комплетното реконструирање на градскиот парк. Тоа е проект кој што го реализира општината Пробиштип. Нормално јавното комунално предпријатие преку своето одделение за зеленило активно е вклучено во тие активности. Моментално се работи на поставување на одреден помодел, односно завршување на поставување на сите садници кои што се предвидени со проектот и она што значи хортикултурно уредување, тука и фирмата која што доврши озеленувањето, така да тие активности може да се каже исто така дека се во завршна фаза, односно при крај, така да и од таа страна Пробиштип ќе добие еден супер модерен и нов градски парк. Освен со активности за хортикултурно уредување кај градскиот парк, екипите на јавното комунално предпријатие Никола Карев ќе работат и на поставување на урбана опрема. Инаку активности за урбано уредување јавното комунално предпријатие ќе реализира и во руралните средини. До нова година треба да се докомплетираат барањата за легализација на дивоградбите. Општините од Брегалничкиот регион апелираат да не се прави последниот ден, со цел да се создаваат гужви и нервози кај граѓаните. Истекува рокот за комплетирање на барањата за легализација на дивоградбите кои се офатени во првиот рок март-септември 2011 година.
Рокот за овие граѓани е до 31 декември. Во првиот рок до општина Штип беа доставени за легализација 10.224 објекти. Портпаролот на општината Драган Ристо вели дека досега од страна на општинската администрација се легализирани 5600 објекти, а во текот на 2016 година се решени околу 600 предмети, а е стопирана постапката за 300 објекти. Во најголем дел не достигаат елаборати, заради што општина Штип апелира до оние кои имаат предмети за легализација, а не ја докомплетирале документацијата, тоа да го сторат до 31 декември, во спротивно предметот ќе биде одбиен заради непотполна документација. Од општина Штип апелираат граѓаните да не го чекаат последниот ден за докомплетирање на документацијата со цел да бидат избегнати турканици и нервози од страна на граѓаните. Во вториот рок кој го даде владата за пријавување на дивоградби во Штип, барања за легализација доставиле 1000 граѓани. За нив рокот за докомплетирање на документацијата истекува на 31 декември 2017 година. И останатите општини од источниот регион, каде што граѓаните имаат доставени барања за легализација на објектите, апелираат да се достават до 31 декември. Отворена изложба на скулптури во уметничката галерија Безистин. Пред штипјани прв пат со делотвориштвото се представува младиот уметник од Гевгелија Гордана Хаджиниколова Малашев. Гордана Хаджиниколовска Малашев е млада скулпторка која доаѓа од Гевгелија, каде е конзерватор во тамошниот музеј. Од денеска штипјани ќе може да видат дел од нејзиното твориштво со кое прв пат се представува пред љубителите на уметноста во овој град. Уметник кој што твори доста, е актуелен во изразот и има учествувано на многу меѓународни ликовни колонии, работилници, симпозиуми, од каде што се чувствува една инфлуенца која е вградена во нејзините дела. Скулптурите на Хаджиниколова Малашев претежно се изработени од дрво. Користи орев, но и други материјали за да им го даде како што вели таа нејзиниот идентитет. Се изложени 14 дела во дрво и не можам да кажам зошто конкретно, но дрвото го чувствувам така, најтопол и најблизок до мене. Можам да се играм и да моделирам и да, односно на овие ликови и луѓе што се дел од мене, да им дадам живот. Од денешната изложба произлезе идејата за изработка на скулптури во рамките на колонија организирана во Штип, на која учество ќе земат уметниците во државата, кој дел од своето творештво ќе го остават во наследство на градот. Дел не би ги изложили на значајни места во нашиот град, посебно околу реката Отиња, и тоа од делот кај црквата Свети Никола, па нагоре до мостот кај гимназијата. Мислам дека тоа би било нешто добро. Истовремено со Друштво за ликови уметници Штип разговаравме и тие да се вклучат во ова и да замислат некои места во нашиот град каде може да им дадат некои содржини, уметнички содржини од нивниот дел. Денешната изложба е во соработка со Штипскиот завод и музеј и Ликовната академија при Штипскиот универзитет. До крајот на годината во галеријата Безистен ќе бидат поставени изложбите на Ниче Василев и Мирко Вуисик. Проектот Симбиоза утре вечер во Домот на млади. Штипјани ќе имаат можност да видат музичко остварување на учениците од музичкото училиште Илија Николовски Луј, кои преку исполнување на мелодии на различни јазици го отсликуваат со животот и толеранцијата во државата. Проектот Симбиоза на Државното музичко училиште Илија Николовски Луј од Скопје утре вечер во Домот на млади. Преку обединување на различни јазици и мелодии, овој проект е пример кој го отсликува со животот, но и представува поттик кон прифаќање на мултиетнички концепт. Овие ученици се вклучени во еден проект на идеја на двајца професори од истоименото училиште, кој проект се нарекува Симбиоза и кој што обработува песни од сите етнички заедници во Република Македонија, меѓутоа и песни кои што се познати на светско ниво.
Истовремено Ангелова ги повика сите креативни луѓе да конкурираат и на конкурсот Младите за Шопов, кој годинава се одржува по втор пат. По повод раѓањето на големиот поет и револуционер Ацо Шопов и по повод денот на градот Свети Никола, би сакала да ги поканам сите веќе да се подготвуваат за надпреварот на кој што ќе имаат можност да се представат со свој рецитал или поточно со свој уметнички настап на 19 декември, денот на чествувањето на Свети Никола. Конкурсот ќе биде отворен до 15 овој месец, а сите заинтересирани може да се пријават во општина Штип. Четврта поред меморијална крводарителска акција во чест на Јани Димитриев, младиот крводарител од Штип, чиј живот прерано згасна за да продолжи со хуманата мисија. Денеска на неговиот роден ден крв даруваат другари, роднини и пријатели, ученици во Штипската гимназија каде беше ученик. Младите продолжија онаму каде застана Јани. Крводарителска акција во негова чест за денот на роденденот се организираше денеска во Штипската гимназија каде тој беше ученик. Меморијалната акција за дарување крв се одржа под мотото "Дарува и крв како што и тој умееше да дарува". Неговиот живот прерано згасна да ја продолжи хуманата мисија, но затоа за него крв даруваат другари, роднини и пријатели, но и многу други кои не го познаваа Јани, восхитени од неговата желба да спаси живот. Втор пат ќе ми биде на ова акција, а претходно дали на други акции, дали во болницата, дали на ова акција втор пат. Прв пат дарувам крв до сега и ќе ја дарувам поради тоа што сметам дека ова на многу луѓе им значи живот, поради тоа. Ја лично не го знаев. Ова ми е втор пат да давам крв на оваа акција. Ќе продолжам нормално, не некоја обврска, но сепак осеќам како некоја потреба дека треба да се помогне. Продолжиме таму каде што застана Јани, да даруваме крв и да спасиме човечки живот. Спомените за Јани се длабоко врежани во срцата на неговите другари, роднини и пријатели. Хуманоста и во најтешките моменти ги сплотува луѓето. Денешната акција е потврда за тоа. Ова е прилика секој човек кој што сака да ја покаже својата хумана страна да го продолжи неговиот пат, бидејќи тој навистина беше хуман и знаеше тоа да го покаже. Ви не достига ли Јани? Да, се разбира. Не достига многу. Што ќе го паметите? Има многу спомени, моменти, убави, интересни, така да секојаш ќе остане во нашите срца. И во претходните акции имало голем одзив, но годинава има најмногу кои прв пат ја даруваат драгоцената течност. Имаме голем одзив на дарители, повеќето од нив се ученици кои за прв пат одлучија да дадат крв и со цел нормално да спасат нечiji живот. Досега имаме собрано на околу 30 на крвни единици, до крајот на акцијата очекуваме уште толку. Дарува и крв, подари радост, насмевка, живот. Почива и во мир млад крводарителу. Ова е пораката на сите оние кои денеска даруваа крв во чест на Јани Димитриев. 3 млади животи пред 3 години згаснаа во еден ден. Јани, Стефан и Бојан загинаа во сообраќај на несреќа враќајќи се од Скопје. До својата 18-та година Јани 4 пати даруваше крв. Народната банка на Република Македонија на 15 декември ќе ги пушти во оптек новите банкноти од 202.000 денари. Од Народната банка на Република Македонија информира дека по извршените анализи во кои беа вклучени сите фактори, се дојде до заклучок дека е потребно реструктурирање во апонинската структура на книжевните пари, така што банкнотата од 5.000 денари веќе нема да биде во оптек, а на нејзино место ќе дојдат банкнотите со вредност од 202.000 денари. Воведувањето на новите банкноти со помала номинална вредност ќе значи полесна и поефикасна готовинска трансакција и урамнотежување на побарувачката со одредени други деноминации. Заврши есенскиот дел од Суперодбојкарската лига на Македонија, во која машката и женската екипа на УГД Студент од Штип се во долниот дел од табелата. Со одигрување на првенствените надпревари од седмото коло се спушти есенската завеса во Суперодбојкарската лига на Македонија. Во конкуренција на жени се постигнаа следните резултати: Бами Кор Македонија Макс 2:3, Јанта Волеј Наковски Волеј 3:1,
УГД Студент, Универзитет Тетово 1:3 и Пелистер волей СВСК 0:3. Екипата на Јанта волей е есенски шампион со 20 бодови, а екипата на УГД Студент со 9 освоени бодови е во долниот дел на табелата. Во машка конкуренција се постигнаа следните резултати. Вардар Лирија 3:0, Јанта волей и Наковски волей 3:1, УГД Студент, Универзитет Тетово 1:3 и Пелистер волей СВСК 0:3. Екипите на Струмица и на Провишти засега се на делба на првата позиција со по 18 освоени бодови и еден неодигран меѓусебен надпревар во Струмица, по кој ќе се дознае есенскиот шампион во машка конкуренција. Членот на боксерскиот клуб Аперкат Гоце Јаневски е прогласен за најдобар боксер, а Пелистер за најдобар клуб на државното поединечно првенство на Македонија, што се одржа во Битола. Во спортската сала Младост во Битола се одржа државното поединечно првенство на Македонија во бокс, на кое настапија боксери во конкуренција на кадети, јуниори и сениори. По категории најдобри беа во конкуренција на кадети 70 кг Кристијан Тарсов од боксерскиот клуб Јордан Мијалков, 80 кг Стефан Дуковски, нокаут спортски центар Борис Трајковски, јуниори 64 кг Никола Арсов, фајтер Илири, 69 кг Хадис Рамадани од Магнус, 75 кг Никола Бубевски Пелистер, 91 кг Давуд Решич Универзалци. Во конкуренција на сениори, категорија 60 кг Јове Петровски од Пелистер, 69 кг Никола Арсов Пинк Пантер, 75 кг Гоце Јановски Аперкат, 81 кг Андреј Митров Магнус, 91 кг Илче Јоновски Пинк Пантер, плюс 91 кг Александар Димовски Пелистер. Гоце Јановски од боксерскиот клуб Аперкат беше прогласен за најдобар на државното првенство. Боксерскиот клуб Пелистер е најдобра екипа. Никола Бубевски од Пелистер е најдобар техничар. За најдобар тренер е прогласен Мирко Ристевски од Аперкат, најмлад боксер Хурмет Јонузе од Шкупи, а за најдобар судија беше прогласен Александар Денков од Штип. Со информациите од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на Ирис МК. Пријатна вечер. Само на Телекабел гледајте најголем избор на канали. Спорт клуб 1, 2 и 3 и HD канали без доплата.